Добро вечер, Аеродром. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер, заповедничката коалиција за подобра Македонија. Дојдовме овде да се собереме вечерва и да ги презентираме пред вас оние проекти кои сме ги спровеле во минатото, работите кои сега во моментов ги спроведуваме, но и плановите за тоа што планираме да направиме во следниот период. Плановите за тоа што ќе сработиме за вас, за Аеродром, за цела Македонија. Но дојдовме исто така и во очи да ви кажеме со вас дека нема да дозволиме никој, буквално никој, да ја крои нашата судбина. Никој нема да ја крои вашата судбина, судбината на Република Македонија, ако за тоа вие не дадете дозвола. Вие сте тие кои одлучувате. Вие и вашиот глас определува во каква Македонија ќе живееме, под какви услови и кој ќе ги носи одлуките во оваа земја. Има луѓе спротивно на ова кои се подготвени на се, кои за сопствениот збор не му даваат никаква тежина. Се залагале безброј пати, се исто да направат, секогаш да имаат некаква лична корист од тоа, без никаква грижа за последиците, нити за било кој од нас. Со такви луѓе сега се соочува Македонија, баш со такви. Тие се оние кои велат, ние сега ќе промениме, ние ќе направиме добро да биде, замислете. Овие, тие се тие кои велат дека ќе направиле добро за Македонија. Јас ќе повикам вечерва тука од Аеродром да испратиме една силна порака до нив и да кажеме како стојат работите во Македонија во овој момент. Ние ќе мора да останеме заедно во оваа битка. Зашто оваа битка можам да ви гарантирам дека нема да биде лесна, нема да заврши брзо и нема да биде последна. Ама од тоа како ние ќе ги поставиме работите на овие избори сега, ќе знаеме многу јасно во кој правец ќе ни оди државата. И сега зависи само од нас во кој правец ќе оди државата. Тоа можам да ви го гарантирам. Потребна ни е вашата поддршка на овие избори, зашто во неа ќе се соочиме со после овој период на криза ќе се соочиме со многу неправди кои се нанесени. За разлика од оваа другата клапа која прави компромиси на било која тема и која е подготвена на се, ние знаеме дека доколку сме обединети, доколку сите заедно стоиме, никој ништо нема да може да ни наштети на нашите национални интереси. Многу добро знаеме исто така и дека пред нас предстојат многу важни работи кои треба да ги реализираме. Знаеме дека во многу работи, во многу сегменти можеме да направиме подобро. Знаеме дека мораме да направиме подобро и знаеме дека вие тоа го заслужувате, со сигурност. Затоа ќе работиме и во следниот период сите оние работи кои досега не сме ги завршиле да бидат реализирани. Не обвинува од другата страна оние истите луѓе кои се подготвени се да продадат само за да се дочепаат до некаква позиција или фотелја, дека сме биле криви за се. За се сме виновни ние, знаете. Било што да се случи, ние сме криви. Затоа што ја утнале транзицијата и испратиле многу луѓе во сиромаштија, кој е крив? Ние сме криви, нормално. За маглата над Скопје, ние сме криви исто така. За ланскиот снег, веројатно исто така ние сме криви. За нив дури и набавката од ЈСП на нови еколошки автобуси е наша кривица, знаете. Пошто тие ги решиле сите проблеми, па сега знаат да префрлаат. Не обвинуваат исто така и затоа што сме инвестирале во патиштата. Сме направиле болници, културни објекти, спортски терени. Не обвинуваа и дека пензионерите можат бесплатно да се возат во ЈСП сега, што беше незамисливо во некои други времиња. Не обвинуваат дека учениците и студентите можат да патуваат бесплатно со воз сега. Во нивно време, фала Богу, немаше ни возови, така да не можеа да се возат. Не обвинуваа исто така и дека дека имаме инвестирано во бањските лекувалишта и дека овозможивме бесплатно лекување за голем број на граѓани.
Дојде време ВМРО ДПМН да обвинувано за се и сешто. Но не се грижиме. Знаете зашто не се грижиме? Зашто вие сите многу добро знаете кој за што е крив. Многу добро знаете кој има направено и многу добро знаете дека оваа гарнитура на чело со Никола Груевски има изградено колку сите нив заедно што немаат во целиот живот направено. Поради оваа енергија која имате вие сите тука, ние ќе издржиме. Воопшто да не се грижите. Сите овие напади ќе ги издржиме и ќе излеземе посилни од било кога порано. Тоа да го знаат. И на крајот, кога ќе победиме, кога ќе ги поставиме работите така како што треба, ќе им простиме за грешките. Знаете зашто? Па тие се професионални подметнувачи луѓе. Тие не знаат ништо друго да прават освен да матат вода, да сеат магла, да ги продаваат националните интереси и да се обидат Македонија да ја понижат. Нивниот успех се мери што повеќе ја понужиле Македонија, тоа подобро за нив. Тоа е мерката. За некого е важно и водството на план и стратегија постојано да обвинуваат некого бидејќи не знаат друго да направат. Тоа е стратегија. Знаете, кога не е способен некој да реши било каков проблем, било што да помести, било што да направи добро за граѓаните, тогаш автоматски обвинува. За се му е крив некој. Само тоа го знаат. Ние ќе им одговориме на следниот начин. Ќе им одговориме да со тоа што ќе го правиме она што оваа гарнитура покажа дека го прави најдобро. Ќе направиме затворен базен во аеродром. Ќе направиме нова сала за гимнастика и за боречки вештини. Ќе направиме 5 баскет игралишта. Ќе направиме 3 подземни сообраќајници. Ново средно училиште. Ќе направиме развојна рурална зона во Долно Лисиче. И уште многу други работи кои ги презентираа претходните говорници и кои се дел од нашата програма реално. Тоа ќе го направиме и зад тоа стои тим на луѓе кои прецизно гледаат што можеме да оствариме, до каде можеме да направиме и за тоа стоиме со целиот наш кредибилитет. Сите овие луѓе тука кои ги гледате, кои се кандидати на победничката листа број 1 во изборната единица 1, се тука со причина. Луѓе со кредибилитет, интегритет, кои си ја сакаат државата и ќе се борат за неа кога е најтешко. На овие избори треба да направиме уште еден избор, а тоа е не само во која насока ќе одиме, туку и кој треба да не води. И тука изборот е многу едноставен. Имаме двајца кандидати за премиер. Едниот е Никола Груевски со победничкиот тим на Коалицијата за подобра Македонија. Човекот и тимот кои се препознатливи по дела. Предводник на проекти, идеи и човек кој трага по решенија за реалните проблеми. Од другата страна имаме еден човек кој е најпознат по продавање на национални интереси, по местенки и по креирани приказни. Тоа е изборот кој стои пред Македонија. За правецот кој ќе го фатиме и за луѓето кои ќе не водат и кои ќе ја предводат оваа држава. А сите вие знаете како ќе излезе тоа на крајот. Ќе излезе со една голема победа на листата број 1 на овие избори во сите изборни единици. Затоа што знаете точно што е подобро. Да живее аеродром, да живее слободна, независна, суверена Република Македонија. Да сте живи и здрави!